Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со нашава емисија, почитувани слушатели, повторно сме во вашите домови, а таму ќе дадеме детска емисија за Јордан Пиперката, како и македонските носи. Со тоа и ќе разубавиме вашата вечер. Па пријатно!
Драги дечиња, овој пат ќе ве запознаеме со верното овчарче. Едно младо момче по име Герхат било овчарче и добар пријател. Тоа било многу сиромашно момче. Еден ден, додека го пасело стадото овци, кое му било доверено, еден ловец излегол од долината пред шумата и се упатил кон ова младо момче овчарче. Кога се приближил до него, го запрашал: колку далеку е до најблиското село? 10 километри, господине, одговорило момчето, но патот може многу лесно да се промаши. Ловецот погледнал низ рамнината и рекол: јас сум премногу гладен и жеден, ги изгубив и моите пријатели, остав ги твоите овци и покажи ми го патот, добро ќе те платам за тоа. Не можам да ги оставам моите овци, господине, одговорило момчето. Тие може да застранат во шумата и може да бидат изедени од волци или украдени од кратци, продолжило понатаму. Но зошто се грижи за овците? Го запрашал ловецот. Тие не се твои овци, загубата би била на твојот господар, а јас ќе ти дадам повеќе отколку што заработуваш за една година. Не можам да дојдам, господине, повторил Герхат. Мојот господар ме плаќа за моето време и ми ги довери неговите овци. Ако јас го продадам моето време кое не ми припаѓа мене и овците се изгубат, тоа би било исто како да сум ги украл, се обидувал да објасни на ловецот. Тогаш рекол ловецот: дали ќе ми ги довериш своите овци мене, а ти да отидеш во селото и да земеш малку храна, вода и водич? Јас ќе се погрижам за нив наместо тебе. Момчето одмавнало со главата. Овците не го познаваат вашиот глас и... Герхат престанал да зборува. И што? Не можеш да ми веруваш? Дали ти личам како нечесен човек? Прашал налјутено ловецот. Господине, одговорило момчето, вие се обидувате да ме натерате да ја изневерам довербата и да го прекршам зборот кој го дадов на мојот господар, како да знам дека вие ќе го одржите својот збор кон мене. Ловецот се насмеал затоа што сватил дека момчето го довел во тесно. Тој рекол: гледам дека си добро и верно момче, нема да те заборавам. Покажи ми го патот, јас ќе се обидам самиот да се снајдам. Герхат потоа ја понудил храната која ја имал во својата торба на овој гладен човек, која изел со задоволство. Веднаш потоа дошле неговите придружници и Герхат на негово изненадување открил дека ловецот бил голем земјопоседник која поседувал целата земја. Земјопоседникот бил задоволен со честноста на ова момче и затоа кратко потоа го побарал кај себе си и го платил неговото образование. Во годините што минувале, Герхат станал голем и моќен човек, но си ја задржал искреноста и честноста до последниот ден. А јас, драги дечиња, пак ќе ви дадам од библиските стихови, меѓу кои вели: тогаш неговиот господар му рече: добро, сакан и верен слуго. Си бил верен во малку, ќе те поставам на многу. Влези во радоста на својот господар. И уште една: кој е верен во најмалото, верен е и во многу. А непосредливиот во најмалото, непосредлив е и во многу други работи. Ете, драги дечиња, верувам дека и вие ќе ја земете ова поука, да бидете верни на својот другар, на своите најблиски, а најмногу на својата земја од вашите предци Македонија. Добра ноќ, драги дечиња. Морам да ви кажам нешто многу чудно. Станувам едно утро и кога што да видам. Во мојата соба, на мојата фотелја, седнал еден слон голем ко балон. Ми рече слетал со авион. Се прашувам дали беше сон. Ауф! Јас се викам Петар Ѓуревски.
Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Сакам песна да ти испеам, топли зборој за двајца нас. Многу љубам, многу гледам и низ песна ти шепнам ја. Ова песна малечка, срце ми се роди, колку да си далечна, да ме води кај што ме чекаш ти. Ова песна малечка, срце ми се роди, колку да си далечна, да ме води кај што ме чекаш ти. Нема срце да ми студи, што ми велиш да, само да. Ова песна малечка, срце ми се роди, колку да си далечна, да ме води кај што ме чекаш ти. Ова песна малечка, срце ми се роди, колку да си далечна, да ме води кај што ме чекаш ти. А сега да одиме со рубриката Верували или не, или вистински настани како приказна. Во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со познатиот македонски револуционер Јордан Пиперката, кој е опеан во многу македонски песни.
Јордан Силјанов Пиперковски, наречен Јордан Пиперката, е роден во Козица на 23. јуни 1870 година, а умре, односно убиен во Цер на 10. август 1903. Македонски револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Потекнува од сиромашно земјоделско сточарско семејство. Меѓутоа тој е познат по кратенката од неговото презиме Пиперковски. Кај народот преовладува и мислењето дека ова кратенка ја добива поради физичкиот изглед, бил црвен, но и љут. Многумина го поврзуваат со љутината и црвенилото на пиперките. Јордан уште од раните детски денови ја почувствувал сета горчина на тешкиот селски живот. Детството го минал во времето на немири и превирање во Македонија. Буен и пргав по природа, тој многу се разликувал од своите браќа. Односот на турските власти тешко го поднесувал, а омразата кон нив растела. Познавајќи ја бујноста на својот син Јордан, татко му Силјан, иако притиснат од сиромаштијата и неможноста да го школува, го однел во Битола да учи фурнаџиски занает. Во Битола Јордан не останал долго. Опфатен од мислите за тешкиот живот на своето семејство, се вратил во своето родно село. Млад и неискусен, но подготвен да му се спротистави на непријателот, кај Јордана се јавила желбата за самостојност и ајдукување. Причини за ова имало повеќе, но непосреден повод била една неочекувана пресметка со група врсници од муслиманското село Другово. До неја дошло во еден пазарен ден кога Јордан сам се враќал од Кичево. Иако сам тој се спротиставил, но од групата бил претепан. Длабоко навреден од постапката по враќањето в село, решил да излезе ајдук и да им се одмазди на напаѓачите. Од неговите најблиски бил советуван да не прави така, но Јордан се одлучил да замине на печалба во Софија, уште со првата група со селани печалбари. Таму го продолжил фурнаџискиот занает. Во Софија Јордан започнал нов живот. Го научил фурнаџискиот занает и финансиски зајакнал. Од заштедата ги помагал и своите во Козица, но никако не можел да ги заборави тортурите над селаните. За Јордан било можност да стане ајдук. Влегол во пиринската чета на Дончо Златков. Запознавајќи го подобро ајдучкиот живот и целта на изведените акции, иако неук, доволно ја презрел заблудата од бугарската владина и дворска ослободителна дејност. Затоа одлучил да се врати во Македонија. Неколку години престојувал во Македонија, а во 1895 година Јордан повторно се вратил во Бугарија, каде што со Стојко војвода и Кочо Љутата зел учество во така нареченото Мелничко востание. По повеќе годишното ајдукување низ Бугарија, во 1897 година Јордан Пиперката со својот соборец Марко Лерински пристигнал во Кичевско. Дознавајќи за нивното пристигнување, организацијата во Кичевско набрго поставила контакт со нив. Така во 1897 година била формирана и првата организациона чета на војводата Дуко Тасев во Кичевско. Убиството на Муарем Бек, во кое учествувал и Јордан Пиперката, го принудило тој да ја напушти Македонија и повторно да замине во Бугарија. Бил одличен стратег, надарен од природата и вооружен со умствени дарби, иако неук, Јордан станал страв и трепет за турските власти. Во 1901 година бил комита во четата на Никола Русински, а истата година бил наименуван за војвода на Демирхисарскиот реон. Действувал и во Крушевско и Кичевско. Турците во својата немоќ да го фатат околу него создавале легенда дека го чуват духови. Сите акции што ги презел Пиперката во текот на 1902 година многу брзо се пренесувале и се разгласувале меѓу народот. Од ден на ден растела неговата популарност. Секаде каде што имало потреба, Пиперката ител на помош. Народот во него не гледал веќе ајдук, туку револуционер, борец кој секогаш бил
со нив, меѓу нив да им помага да ги одбрани од напаѓачите. Со својата брза чета преку ноќта се движел од едно во друго место, минувајќи пат и по 60 километри само да стаса каде што имало потреба. Неколку успешни битки го карактеризираат почетокот на Илинденското остание во Демирхисарскиот крај и во Кичевско. Но неповолните власти за положбата на Крушево продолжиле да пристигнуваат. Републиката вивнала во пламен, а војводата Јордан и другите тргнале кон село Белица. Преку местноста Скакало и каменестите врвови на село Големо Царско, реонската чета дошла до местноста Грнчарец над патот Кичево-Битола. Од тука имало добар поглед на голем дел од реонот, особено на патот за Крушево преку Цер, Слп, Големо и Мало Церско. Со востаниците било избегано целото население од Цер. Во селото останале само болни и немоćни старци кои биле зверски измачувани од турците, а селото било запалено. Јордан Пиперката застанал на чело на една група и се упатил кон Цер, но биле забележани и биле нападнати меѓу селата Сълп, Големо и Мало Церско, започнала борба, а Аскерот започнал да стрела и со топови. Четите од Грнчарец се упатиле на помош и судирот се засилил. Сите обколени успеале да се повлечат освен тројцата загинати, меѓу кои бил и војводата Јордан Пиперката. Тој бил закопан во местноста Черешна во блиската околина на село Велмевци, место од каде што се гледа целата околина како на дланка, а на војводата му подигнал споменик кој се посетува од мештаните на околните села секоја година, традиционално на 2 август Илинден. Како што реков, за Јордан Пиперката опеани се и многу песни, меѓу кои и песната Ја излези Ѓурѓо.
И во вечерашнава наша емисија од вистинската историја, јазик, култура и традиции на македонскиот народ, во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со носиите по етнографски области, целини и предели. Затворениот економски живот во минатото, слабите патни комуникации, како и повеќе вековната национална зависност на македонскиот народ придонесоа до неодамна многу носии да зачуваат многу архаични елементи, како во однос на кројот, така и во начинот на нивното украсување. Не помала важност за таквата зачуваност имаат и селските заедници кои континуирано обстојуваа до првите децении на минатиот век. Тие задржаа многу одлики од некогашниот здружен живот, посебно народните носии со нивната извонредно голема разновидност облековни делови и украси, што варира не само од предел до предел, туку е забележлива и во рамките на определена пределска целина. За да се направи што поцелосен преглед на македонските народни носии, најпрво треба да се пристапи кон најчесто применуваниот метод, систематизација на носиите, заснован на културно-географскиот принцип, усогласен со територијално етнографската поделба на Македонија на етнографски целини: горновардарска, дебарско-реканска, брсјачка, средновардарска, како подгрупа на етнографските целини што ја обкружуваат шопско-македонска, струмо-местанска и јужно-македонска со бројните пределски целини. Според таа систематизација по големиот дел носии во Македонија со оглед на нивните основни типски одлики во глобална смисла може да се групираат во два дела основни типа: западно-македонски тип и источно-македонски тип. Кон првиот тип во најголема мера припаѓаат носиите од горновардарската, дебарско-реканската и брсјачката етнографска целина со следните карактеристики: горни бели клашнени облеки со богата декорација од гајтански апликации, црни, црвени, срмени, украси со срмен, терзиски вес со апликација од чоја со волнени рески и слично. Бели платнени кошули од лен, коноп, памук, од типот на централно-балканските кошули, богато украсени, посебно женските, со специфична полихромна декорација во геометриски дух, поретко и со бел вес. Разновидни појаси, машки, женски и појасчиња женски, најразлично украсени, ткаени, плетени, скутини женски, ретко и машки, во разни димензии, големи и мали, со специфична геометриска орнаментална декорација, со дополнителни украсни елементи, рески или без нив. Специфични женски покривала за наглава, сокај, гајтан, корпа, дарпна, марама и така натаму, со богато везена декорација дополнета со рески. Богат и масвен женски накид со разни форми на китење и украсување. Кај овој тип носи забележливи се постар вид на облековни елементи со испреплетени траги и влијанија од повеќе култури: старословенска, старобалканска, византиска и турско-ориентална. Отстапување од овој тип прават носиите во делови од горновардарската и дебарско-реканската етнографска целина. Станува збор само за женските носи од пределските целини: Горни полог, Горна река и Мавровското поле, Голо брдо, како и женските носи кај преселниците од река, исламизираните македонци, Бабуна Велешко. Како такви се издвојуваат со следните облековни делови: застапеноста на две скутини, предна и задна, опрегач преден и опрегач заден, женски кошули од кенарлија платно, чиј крој отстапува од вообичаениот центробалкански тип без везена декорација, горни облеки женски и машки, мошне богато украсени со срамен терзиски вес, специфично обување на нозете со калци, чулци и тозулци кои заедно прават едни ноги, богат женски накид. Кај овој подвид забележливи се старословенски, старобалкански, но и евидентни се турско-ориенталните елементи пренесени со посредство на печалбарите од Турција. Во орнаменталната декорација од поново време преку печалбарите од Војводина и Романија присутно е влијанието и оттаму.
Кон источно-македонскиот тип припаѓаат носите од средновековната подгрупа, шопско-македонската, струмо-местанската и јужно-македонската етнографска целина со следните карактеристики. Горни облеки, машки и женски, во потемен колорит од црн, темносин или во сура боја шајак, облеки од пругава лито ткаена волнена тканина, аладжа и антерија. За разлика од западно-македонскиот тип, украсувањето е во поскромен обем, главно со волнени гајтански апликации, индустријски ленти, ширики и друго. Горни женски платени облеки саи, главно бели, како и сино бојосани. Долни облеки машки, женски, од коноп, лен, памук или од платно во пруги со кенари. Во декорацијата на женските кошули и саи важно место има вткаената орнаментална декорација, ткаена во техничка пребир шар на разбој или вес на разбој. Украсувањето со вес по карактер и везачки технички значително одстапува од геометрискиот дух, карактеристичен за везената декорација кај облеките од западно-македонскиот тип. На места отсуството на везена декорација е заменета со украсување од рачно плетени полихромни тантели во турско-ориентален дух. Женските скутини, за разлика од западно-македонскиот тип, се со поскромна вткаена декорација. Во некои пределски целини се застапени скутини со вткаени каро комбинации, застапеност на машките скутини во делови од средно-вардарската подгрупа на носии. Во голем број случаи машките чорапи се карактеризираат со вплетена орнаментална декорација со карактеристични геометриски мотиви. Во китењето и украсувањето доминантно место има монистрениот накид, кој одделни носи, тој е придружен и со маркантен накид, како што се, на пример, пафтите. Ете, тоа беше за вечерва за носите по етнографски области, целини и предели. One
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Запомни, дете мое, име со 1000 години што постои. Име безброј пати изговарано, пеано, напишано. Македонија. Да, дете мое, земја на твојот татко, на мајка, баба и дедо, на твоите предци. Ако се роди во неа, чувај ја ко очите твои. Ако пак далеко од неа, со гордост говори на сите за коренот твој. Да, мое мило дете, ти и сите како тебе, исполни го аманетот дедов и како младо всадено дрво пушти ги гранките ширум светот да те видат тебе со коренот македонски, а ти радосно да викнеш: една е Македонија. Каде и да си, немој, не заборавај, дека далеку на југ се бранува твојот роден крај, дека далеку на се бранува твојот роден крај. Има една земја, сонце што ја гре, оди таму срце земја. Слушни вечна песна, таму што се пее, нека живеј Македонија. Има една земја, сонце што ја гре, оди таму срце земја. Слушни вечна песна, таму што се пее, нека живеј Македонија. Vardar, Pirin, Egejsi, tri sveta vo еден свет. Маки, солзи кинати, но повторно пак изникнати. Маки, солзи топени, но никогаш не растопени. Има една земја,
земја. Слушни вечна песна, таму што се пее, нека живеј Македонија. Има една земја, сонце што ја гре, оди таму срце земја. Слушни вечна песна, таму што се пее, нека живеј Македонија. Ете и вечерва се ближат последните минути од емисијата. Благодарики ви за вашето ценето внимание. Слушајте не идниот петок на YouTube од The Voice of Macedonia од 8 часот на вечер. Сите вие кои имате пристап на YouTube, но затоа пак во недела слушајте не од 6 часот на вечер на радиостаницата CMR на Бранова Долшина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.